Поздравете ги најмилите. И пред да продолжиме со вашите јавувања во емисијата Поздравете ги најмилите, еве и една вест за активностите на македонската диаспора во Торонто, Канада, од каде што, како што чувме вечерва, исто така имаме наши слушатели. Македонското меѓународно движење за човекови права и Сдруженијето на децата бегалци од Егејска Македонија на 1 јуни годинава ќе одбележат 65 годишнината од страдањата на децата бегалци и 100 годишнината од судбоносната поделба на Македонија. Македонските деца бегалци беа евакуирани од Грција за време на грчката граѓанска војна од 1946 до 1949.
за да се спасат од бомбардирањето на македонските села од страна на грчката армија. Деца на возраст од 2 до 14 години беа евакуирани од страна на Црвениот крст и раселени низ целата Европа. Најмногу евакуирани деца имаше пред 65 години, односно во 1948 година. На децата бегалци до ден денес им е забранет влизот во соседна Грција само затоа што не го кријат својот македонски етнички идентитет. По Балканските војни во 1913-та договорот во Букурешт значеше поделба на Македонија меѓу Србија, Грција и Бугарија, додека мал дел во 1919 година беше отстапен на Албанија. По анексијата на територијата на Македонија, секоја земја започна со терор, протерување или насилно асимилирање на автохтоната македонска популација. Македонското меѓународно движење за човекови права неуморно работи, трудејќи се да им помогне на македонците во решавањето на проблемите со кршењето на човековите права со кои тие секојдневно се соочуваат во сите делови на Македонија. Затоа Македонското движење за човекови права и Австралиско-македонскиот комитет за човекови права се единствените организации во македонската диаспора кои финансираат и организираат активности поврзани со заштитата на човековите права на македонците на Балканот, а дел од нивните активности е и кампањата Нашето име е Македонија, со која се бара неодложен прекин на преговорите за името. Поздрав од оваа програма до сите активисти на меѓународното движење за човекови права и до Австралиско-македонскиот комитет за човекови права. Имаме слушател во програмата Глас од татковината во емисијата Поздравете ги најмилите. Повелете кој се јавува. Ало, добро вечер, Абдула на телефон. Добро вечер. Како сте, Данила? Валентина овде повторно, ние вечерва неизменично се трудиме да го одржиме ритамот и темпото, за да можеме помалку и да помагаме во одбирањето на музиката и во исполнувањето на желбите на нашите слушатели. Повелете. Благодарам, поздрав до вас за студијето. Голем поздрав. Од каде ни се јавувате, Абдул? Од Врбјане. Повелете, поздравете ги најмилите. Да, сакам да поздравувам сите радиопријатели и радиослушатели. Посебен поздрав на дедо Јован Пандев, кој ме поздрави, преска, до Мустафа, Назмија и Абас, до Султана, до Милица во Грција, до Слободанка во Неготино, и ваке, и до Мите Василев, и до сите радиослушатели и радиопријатели кои ме знаат. Не се заборавени и поздравувам до сите. Ваке сега, сагам две зборови у вези прашањето што му постави на Мите Василев, репортеркана од Радио Македонија. Да, тоа сум јас повторно. Јас го поставив тоа прашање до господинот Василев, иако ми беше речено дека е ова емисија во која главно се говори за музиката и за луѓето кои сакаат да се поздрават. Мојата идеја сепак беше дека сите ние имаме што да кажеме во врска со тоа прашање. Повелете. Да, сега ваке. Јас сум албанец по националност. Живам во Македонија, роден сум во Македонија, татковина ми е Македонија. Го сакам и ги сакам на сите македонци и на земјата и на све. Една мајка, ако е права мајка, ќе се грижи за сите деца, како за тие дома, така и тие надвор. Па и нашите политичари ќе се грижат за името, не само за името во Македонија. Ние знаеме и за Егејска Македонија и Пиринска Македонија. А ако се прави политичари, ќе се грижат за името да остане и ќе се грижат и за браќана. Ако не се прави политичари, онда ништо не направиме.
Голем поздрав уште еднаш до вас во студија, специјален поздрав. Многу ви благодарам. Ви благодарам, многу задоволен сум со емисијата. Продолжите и така понатаму. Имате ли музичка желба? Музичка желба, ако можете да ми пуштете тешкото. Оро и за Мустафа и за мене. Заедно. Ви благодарам за јавувањето и за убавите зборови кажани во програмата Глас од татковината. Навистина многу ни значи кога граѓаните на оваа земја си ја сакаат својата татковина и не би се откажале лесно од нејзиното име. Ви благодарам. повелете во програмата Гласот од татковината во емисијата Поздравете ги најмилите. Добро утро, овде е Мустафа Пако од Оландија. Како прво сега ќе поздравам еден наш пријател во Прилеп кој ме поздрави. Повелете. Да го поздравам Војо од Козле и да го поздравам
И фала му многу за Абдула за ова се наручи и за мене и за него ова тешкото. Ама ето јас ќе ви одземам само една минута, верувам. Можете и повеќе. Пили зојма ме, пили зојма лојма ме, излези на сенџерето. Да ти го видам лицето. Ако се можете на оро или било нешто од вас, сите нас македонци. Ви благодариме, Мустафа, за овие прекрасни ноти испеани во програмата Глас од Пасковината. Пријатно. Молим, секоја ќе Мустафа расположен за сите. Ви благодарим. Filizojmo me, malo imo me, izlezi na penđereto. Da ti go vidam liceto. Da ti go vidam liceto, malo imo me šolice nosiš na tebe. Da li prilegat za mene? Na slika da go slikuvam, malo imo me tefterog da go naredam. Tefterog da go naredam. Tefterog da go naredam, malo imo me za koga ću odam na vojska. Za koga ću odam na vojska. Повелете во програмата Поздравете ги најмилите. Кој се јавува? Добро утро. Добро утро. Душан Мирчев од Италија. Повелете. Поздрав многу вас до студието. Поздрав и до вас. Фала многу. Поздрав многу до сите радио пријатели, до нашите скромничени Кирче, до неговата фамилија, Тоше, до Цветане Баба Савета, дедо Јован од Бусилово да го поздравам и него. Леги тај е спреман човек, многу говори и убаво говори, свака му част. Поздрав многу до сите, здрави живи да се слушаме за убаво и да секогаш да се слушаме се најдобро и пријатно. Дали имате некаква музичка желба, нешто што би сакале да чуете? Па може нешто ваш избор, нешто повесело, подобро. Да, ви благодариме за јавувањето, еве за сите ваши пријатели што ги поздравивте вечерва,
една прекрасна номера која одбра за техничкиот пулт нашиот техничар вечерова Димче Блажевски, кој прави исклучителни напори да им излезе во пресрет на нашите слушатели кои се јавуваат во оваа програма. Ви благодарам за јавување. Македонијо, гори високи, јас ти сакам твоите Македонијо, гори високи. Добро вечер, повелете во програмата сте. Ало, добро вечер. Добро вечер. Се јавува Петре Василев од Радовиш. Повели Петре. Вака, поздрав до вас во студиото, до водителката. Благодарам. Господинот во техника. Димче Блажевски. Димче нека ја подготви песната Судбо моја, после оваа. И со ова песна сакам да го поздравам мојот радио пријател и шофер и колега и другар пред се, како што ме тој нарекува брат ми Оливер, од Штип шоферот. Поздрав и од нас до Оливер. Ете, тој не е Оливер сега. Еве, Оливер сега моментално е во Англија, радиото не е во можност да го слуша, ама преко скајпот се слушаме и еве поздрав до Оливер и до неговата компанија, колеги таму кои се сите заедно, еве ги поздравувам, тие преко скајпот ме слушат таму, арно ама не можат да воспостават врска и не го слушат радиото, значи поздрав до нив. И па вака сега ќе му кажеш ти на Оливер дека во понеделник ние оваа емисија вечерва ја снимаме. Добро. И јас ќе ја ставам на нашата програма Радио Македонија гласот од ковината на Facebook и Оливер така ќе има можност да ја слушне целата емисија. Во ред ќе му биде принесено. Еве сега да сакам да ги поздравам сите радио пријатели. Малку покасно се вклучив во емисијата да ја слушам од оправдани причини, се разбира. Сега сакам да ги поздравам најспецијално колегите од рудникот за бакар Бучин од Радовиш, кои се наоѓаат во трета смена. Среќно рудари, колеги, возачи на дампери, бравари, машинско одржавање, багеристи, возачи на дампери, реков, и сите кои што се во трета смена во рудникот Бучин, кои ме слушаат, ве поздравува вашиот колега Петре Василев, возачот на дампер со број 22. Утре са вајле во 6 идам да ве сменам. Поздрав и до сите, реков, радио пријатели и со песната која што претходно ја спомнав. Поздрав и од нас до сите рудари во Бучин Радовиш, до тебе и до твоето семејство. Благодарам, еве поздрав сопругата од нафтово таму, поздрав до вас. Водителке Даниела бевте? Така, јас сум. Ете, така, добро, викам. Некако чудно ми малку делуваше гласот, не сакам баш да прашам, ама ете, добро. Па, вечерва сме две водителки, јас кој друг? Валентина Вазарко, колешката. И неизменично влегуваме. Па за те тоа малку ме збуни. Затоа малку се збунивте? Да. Еве, поздрав и до нејзе, ако не ја познавам. И еве, денеска имав крштенка, го крстев моето крштелниче. Значи, машко дете имаме крстено денеска, Јован. Со среќа, нека бидат поздравени сите. На Јован. Ете така. Еве, честитки од нас
до Јован и до кумот. Да, точно така. Можеш слободно да провериш на Фејсбук, ќе ги видиш сликите. Ке видиме се, следиме ние. Треба да го проследите и вие нашиот Фејсбук. Да, стално проследувам јас. Да ни ги слушнете емисиите што ги ставам. Во ред ќе се слушнеме ние накнадно приватно. Нема проблем, ќе се спремаме уште малку за средбата. Да. Еве Арно ме подсети ние сега. Ние ќе организираме средбата, вие ќе бидете сите радио пријатели, наши гости на нашата средба оваа година, која што мислам дека ќе се одржи во Велес. Еве, вечерва прв пат ви кажувам. Во ред, не е битно каде, е важно да биде во Македонија. Во Македонија ќе биде. Ако некој изорганизира средба да не покани надвор од Македонија, ние ќе дојдеме. Не. Ова е македонско, значи македонска емисија, гласот од ковината од Република Македонија. И треба да биде во Македонија. Сите кои што сакат нека повелат. Што ќе кажеш ти за нашето име? Дали треба да се менува или не? Како? Што ќе кажеш за нашето име? Дали треба да се менува или не? Македонија? Вечерва имавме таква тема. Дали некој ќе има срце и нешто слично да го каже тоа да се смене? Нашето прашање беше поставено, сега вие треба да вашето мислење. Јас ви кажав и прашај ги одговор. Дали некој ќе може да го каже сето тоа, дали да се смене? Не. Мојот одговор шо е? Предпоставувате дека не може никој да го смени. Никој. Па многу нормално. Така. А комшиеве грци нека се лутат. Тоа си нивна работа. Поздрав, неќе политика повеќе, готово крај. Така, поздрав, ајде. Поздрав, чао. Добро вечер, во програмата сте Гласот од ковината. Добро утро, Султана на телефон, повторно до Христа. Колумнам се? Со Даниела. Ај, Даниела. Повели Султана, повторно со мене. Па исти глас имате како да се Сеси Мавровски. Па се. Повтор па се јавувам на повод, зато се јавих. Кажи ми го поводот. На сини од Милица од Гарсија, му честитам на Бојана и Јована бракот, да им посакам многу љубов, слога и да има многу дечиња. И ако се може песната од Тесто Попиновски се залюбила млада Христина. Ќе ја побараме. Ја има таму. Благодарам. Нашиот колега Димче веќе ја бара. Поздрав и од нас до Милица и честитки. И до мојот сопруг. Благодарам, пријатно. Поздрав и до Мустафа. Чао, фала. Barem na son mi doagas, barem od son ne mi vegas, neka moći da otvoram, taka znam ke te istuvam, neka moći da otvoram, taka znam ke te istuvam. Ke si vidna čalni, sopram se kovino, che si pesca jadovi, moj pravi angelino, che si vidna čalni, che sopram se kovino, ako moja presiti, nema život angelino, angelome angelino.
Со оваа песна сакам да го поздравам Григор Крчев, наш македонец, кој што живее и работи со неговото семејство во Италија. Добро утро, повелете во програмата се. Кој ни се Здраво, здраво. Здраво. Кој ни се? Лазе од Софија. Лазе, како си Лазе? Многу топли бакнежи до тебе. Благодарам, еве и од кај нас до тебе и до твојата мајка Темјанушка. Еве топли поздрави имате од неја. Многу, знаеш колку многу си ве сакам и тебе си ти сакам, знаеш го тоа. Така е. Ќе пренесеш на сите твои колеги и колешки кои не ги знам, еве прилика ова лето да се запознаеме со сите. Ќе дојдете сите и ќе се запознаете тие што се не се знаете. Еве да поздравиме господинот мој драг пријател кој не го знаме, и ќе се запознаме со него во техника, да ни е жив и здрав. Димче Блажевски, еве те поздравува. Ние се знаеме со него така години, се слушаме и пред емисијата, јас сум му се јавил уште 90 некоја година, кога е бил така на смени. Еве да го замолам некоја песна од Милица Кузмановска да ми пушти. Од кого? Милица Кузмановска. Од Милица Кузмановска. Да. И сега да поставиме мојот пријател Петре кој се јави, да му кажем дека многу го сакам. Со не цела негова фамилија, со топли бакнежи од мене од Темјанушка. Еве да си го поздравам и Оливер, кој по понеделникот ќе може да го слушне тоа од мене и од Темјанушка со искрени желби да се видиме и до неговата фамилија, до неговите две дечиња, кои многу си ги сакам и си ги гушкам. Еве да ја поздравиме и сите други мои пријатели, кои никој не е заборавен, јас не набравам, али еве така решив овие двајцата ова вечер да ги кажам. Многу си ги сакам сите најголемата радиофамилија, најголемата фамилија во светот сме ние. Која ќе се собереме и ќе се видиме, ќе се гушнеме, ќе се запееме, ќе се изиграме и ќе се сакаме ние. Зошто ние сме си ние и сме најмногу и сме најдобри. Лазе, која песна од Милица Кузмановска сакаш да ти ја пуштиме? Која ми пушти Димче? Која ми пушти Димче? Се надевам само да си посакаме и со него ова лето, да имам и таа чест да се запознаеме и со него. Многу ќе ми биде драго и го гушкам топли бакнежи до него. Фала му за се, зашто секогаш кога јас сум се јавил, секогаш ми излезол во пресред. Така да го кажам, Димче, многу те сакам, пријателе, биди ми поздравен. Со најискрени и топли желби. Упатува. И ќе се видиме, да поздравиш сите колеги, да не заборавиш никого. Благодарам, сите ќе ги поздравам од тебе. Знаеш, вие сте ни во нашите срца со Темјанушка и многу искрено и многу топло си ве сакаме и си ве гушкаме сите, и тебе си те гушкам. Истини е тебе. Поздрав. Уште малку, значи, разговор дека може и во Велес ќе биде ова година. Така разговаравме и решивме оваа година средбата да се одржи во Велес. Тоа е блиску за сите, зашто знаеш од секаде има во центарот на Македонија. Да, и секој ќе може да дојде. Еве, бакнеше до сите и ве сакам многу. Ќе бидете известени и поканети. Сите. Чао, чао. Пријатно. Sam tada golema, ljubav tvoja se pak znaj, ke se vrata
Добро утро, во програмата сте, кој ни се јавува? Добро утро. Се јавам од Сувиваки, тоа е вашиот радио пријател Кирчо. Кирчо повторно. Така, вака повторно, да, заради тоа што пуштам, ме рековте дека наметната тема, прашањето, што мислите за името за Република Македонија? Добро што се јавивте. Да, конкретно за тоа се јавам и во тој контекст сакам да кажам нешто. Убаво е да споделите ваше мислење со нас. Да, така го споделам мислењето. Вака, моје мислење е кога велиме и кога зборуваме за ова прашање за промена на името, некои луѓе го тоа сваќаат во буквалната смисла на промена на името. Меѓутоа тоа не значи во буквална смисла на менување на името. Меѓутоа тензиите се кон тоа водат да знаеме сите да се не правиме глуви, што е целта е да се даде една географска одредница, а самата географска одредница не значи сменување на името. Примерно би рекол, ако биде Северна Република Македонија и е Македонија, значи не е нешто друго. А дали тоа нешто значи во однос на етносот, на националноста, тоа ја не можам да го кажам, тоа ќе го кажат историчари, ќе го кажат етнолози, ќе го кажат некои други компетентни личности, не. Да. Затоа, ако во буквалната смисла зборот станува промена на името, тоа звучи страшно, тоа звучи грозно, тоа звучи нешто неприфатливо за било кој жив и здрав македонец, па без разлика дали е поетнос македонец, албанец, турчин, србин и не знам кој, бидејќи многу луѓе сакат ова Македонија, како што еден од нив е Абдула и Мустафа и ред други кои што се неименувани. Затоа велам, да не се сваќа во тој коктел менување на име. Ние од македонци може да бидеме грци, срби, бугари, не знам кој да ми се, не знам да употребам зборови други. Меѓутоа станува збор за нешто друго и многу е тешко прашањето кога се рече дали се вие за промена на името. Може да биде поставено дали се за решение на името Република Македонија за решението. И мислам дека има луѓе компетентни во прашање кои што ќе најдат начин и можна тоа да го решат и да го, мислам, да се договорат. Инаку, секако дека, како што рече Петре Василев, никој жив тоа не би го поткон прашање вака, дали се да се смени името. Некој мене да ме рече, не бидете Кирчо, бидете некој друг, или не знам како. Затоа велам, многу е тешко и многу е вака обемно ова вака поставено прашањето и кој како го тоа прима, како го сваќа, како го разбира, дали се за промена, но што звучи страшно велам. И да го оставиме тоа на оние луѓе компетентни кои што се зова платени, надарени, кои што го знаат вака знаете, во овие прашања има многу големи значења. Дали е пред Република Македонија, дали е после Република Македонија, дали е горна, дали е долна, дали е северна, дали е јужна, дали е вардарска, пиринска, иески, не знам како да употребам зборови. Ние не сме компетентни до тоа го толкуваме, меѓутоа како што е нашиот конечен и дефинитивен став, тоа сите го знаеме, да се не правиме глуви и неми. Ние сме за име со географска одредница и не знам каква била кажана, меѓутоа да не задире во етносот наш, во јазикот и останатите наши етнички прашања кои што се да си останеме македонци, бидејќи ние други не можеме да бидеме, не. Тоа е моето размислување и затоа ве оставив, сакавме сите да ве сослушаме за вашето мислење околу тоа. Јас би сакал да ги слушам овие нашите полиција малку појавно, сите транспарентно да се изразправуваат по ова прашање. Слушнете и ние ќе ги викнеме во програма, ќе биде тоа понатаму. Да. Така е. Ајде, поздрав. Поздрав. Благодарам што се јавивте повторно и споделивте една ваша мисла со нас. Да, тоа е моето мислење и со секого можам да го разговарам, па макар нека биде тој господин Вите Василев. Ако некој има право да си го каже своето мислење. Ако погрешно некој може да свати во моето кажување во друг контекст, тоа е негово. Јас, како што реков, прашањето е доста тешко и навлегува во многу работи, затоа има компетентни луѓе кои за тоа Така е, но пак и тема е малку за разговор.
Да, благодарам многу и благодарам што се јавивте исто и до вас. Поздрав. А кој е Валентина или? Не, во моментот е Даниела. Верувате, вечерва не направите, значи чорва каша, не знаем со кога разговараме. Со Даниела и со Валентина Базарко. Со двете заедно. Со двете заедно. Е, видно, важно е. Прекрасна емисија. Прекрасна сигурно. Ќе биде ставена на социјалните мрежи, така да секој еден ќе може да ја слушне. А да ја слушне, а дали може да ја види? Ќе биде со смрзнат кадар, тоа јас го правам. Вие на Facebook ние имаме наша страница, значи Радио Македонија, гласот од ковината, и таму ги ставаме нашите емисии. Тоа го работам јас. Така да и оваа вечер ќе биде ставена на социјалните мрежи и секој еден може да ја слушне емисијата и да се слушне што кажа. Добре. Поздрав многу. Глас ми свира, земја наша мила, немој да ме заборавите, мили чеда, тајни да сте сега, една мисла, Македонија. Глас ми свира, земја наша мила, немој да ме заборавите, мили чеда, тајни да сте сега, една мисла, Македонија. Како Бога што го носи, и во градишто и Добро утро, во програмата Гласот од ковината сте, кој ни се јавува? Ало, Неве. Добро утро. Добро утро, повелете, кој ни се јавува? На телефон Мира од Италија. А од Италија Вера, вие сте Вера на Григор Крчев, сопругата. Така? Слушате добро? Не се слуша. Не слушате? Слабо ве слушам, вие треба да го намалите апаратот. Некоја фонија се прави. На телефон Мира од Италија. Повелете. Поздрав до вас во студиото. Благодарам. Поздрав до сите радиопријатели и радиослушатели. Јас сум сопругата на Крчев Григор, што предноси во поздравите. Да. И поздрав до Милица од Грција, поздрав до госпоѓата од Свети Николе. Лина Сандева. Лина Сандева. Поздрав до Любинка од Глесово, до Султана, поздрав до Дедо Јован, поздрав до Катерина Нордиева од Бугарија, поздрав до гости од Крит и до останатите радиопријатели и радиослушатели, сите што го слушаат ова радио. Јас воопшто не се согласувам со Кирчо. Ако јас се викам Мира, само ако една буква ми се смени од моето име, тогаш тоа значи друг идентитет. Треба да ни е јасно на сите. Воопшто не се согласувам со никаква промена. Ма баш ни точка, ни запирка. Зашто? Тоа е вашето мислење околу името. Zato što ako ti na tvoj lični dokument, kada pasuvaš, ako ima nekoja greška, ti si druga ličnost. Воопшто не се согласува. Северна Македонија ни јужна ни никаква. Само Македонија, Република Македонија. Тоа не сме никој да си го дозволи да одлучува да го менува името. Затоа што за тоа име, за таа Македонија има пролеано крв
и луѓе што ставаат се уште. Немојте да се играте со такви работи, да се играте. Нито политичарите ни, а наша должност е на сите, не само на политичарите. И ние како граѓани треба да го заштитиме нашето име. Така е. Како што можеме, не секој на свој начин, ама да го браниме издето. Затоа што тоа е недозволиво во 2013 година. Не би требало ни да се зборува ако постои вистинска демократија во овој свет. Така е. Ако постојат вистински права, како што тие ни велат од Европа, од Европската унија, да сите претендират од нас да има права, не знам што, сите не контролираат, сите не мониторираат, како да ги мониторира нито. Со оваа песна ја поздравуваме Вера Крчева, која што сега ни се јави од Италија. Добро утро, во програмата сте, повелете. Даниела, добро утро, ето пак Мустафа од Холандија. Повели Мустафа? Ако се можете на песма, за сите нас. Може како не може. И за овие кои се јавија во Македонското радио, значи убави зборови рекоја, ваму Мите Василе, јас, Абдула и шо знам некој, ова нашата сестра од Давија што се јави, ако се може за сите нас, а посебно за Кирче од Струмица таму, Зајко Кукурајко, ако се може. Ајде, сега ќе му ја пуштеме Зајко Кукурајко. За сите нас, а посебно за него. Фала ви многу и пријатно. Пријатно, поздрав. Parola ima me
токмо младожења. Ми оженил Сајко, лиса удовица, тажнаната жена, петлова комшика, позната Джимрија, маза размазана, светска испосница, море селска визитарка. Ми поканил Сајко, ите ни сватови, мечка месарија, вучица кумица, ежота панџија, жаба зурладжика, овене сапџија, мурџо аберџија, Зајко покорајко, сина тресол гаќи, опачил мустаки, нагрнал джамадан, капа пистулија, мре, токмо младожења. Па си тргнал Зајко, низ солунско поле, там си сретнал Зајко, до 2-3 ловџии, емони си носат, пушки сачмајли, хртием загари. Па ми летнал Зајко, Зајко да ми бега, си искинал гаќи, размрсил мустаки, искинал джамадан, дигнал се провикнал, маре, не сум младожења. Почитувани слушатели, ја следите емисијата Поздравете ги најмилите во програмата Глас од татковината, во која вечерва имате можност да ги поздравите вашите најмили секаде до каде се слуша гласот на сателитската програма на програмскиот сервис кој емитува на сите меридијани на земјината топка. Нешто за срце, ова вечер до забајле да упуваме. Хајде мајсторе, лудо нека е, овој џумус да се памти, да ни остане. Опа, 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 нина на свири силно, ей, да развали опа, 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 нина на играјмо ме, развесели ме. Опа, 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 нина на свири силно, ей, да развали опа, 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 нина на играјмо ме, развесели ме. Дојди мајсторе, тука пред мене, се што имам, ќе ти дадам, ала да ти е. Свири мајсторе, ношта наша е, свири дури, жива вода, не се скориме. Опа, 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 нина на свири силно, ей, развали опа, 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 нина на играјмо ме, развесели ме. Опа, 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 нина на свири силно, ей, развали опа, 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 нина на играјмо ме, развесели ме.
во програмата Глас од татковината. Поздрав уште еднаш до нашите слушатели Кирчо од Струмица и до Василе Смите, кој вечерва ни се јави од далечната Германија. Освен поздравите до вашите најмили, денеска ја отворивме и темата за спорот за името. Поздрав до нашиот слушател од Струмица, кој што сугерираше дека подобро е да се бара решение за овој проблем, кој, како што знаете, се обидуваме како земја да го решиме веќе 20 години. Поздрав до нашиот слушател од Германија, Василе Смите, кој што го искажа неговото мислење прв во денешната програма. А што се однесува до тоа дека мислењето за тоа како ние како народ можеме и треба да одлучиме и тоа дека ова прашање би требало да се остави на експертите, дозволите ми накратко само да споменам дека во рамките на програмата на Македонското радио во повеќе наврати се надевам дека и вам ви е познато дека сме ги консултирале без малку сите наши експерти, дипломати, политички лидери во врска со ова прашање кое навистина не засега сите и кое навистина не е лесно да се реши. Во врска со ова, доколку сте заинтересирани понатаму за оваа тема да чуете повеќе експертски мислења, тоа би можеле да го чуете во емисијата веќе следната среда на оваа иста бранова должина. Во меѓувреме, додека ги очекуваме вашите јавувања, го поздравите ги најмилите, продолжуваме со една музичка номера. Повелете, кого имаме на линија? Добро вечер. Добро вечер. Овдека Лазо Арсовски од Велес. Повелете. Даниела, вие ли сте? Овој пат е Валентина, сега сме двете во студиото. Повели, двете сме. Сакам да ја прашам Даниела, дали се претија Левковска? Да. Татко и Добри да ни... Не. Од ја работи во Радио Скопје. Кога сте работеле тука вие? 72 година. Јас сум премногу млада. Да. Татко ти да не... Од Добри Левковски имавме. Тој ни беше колега во нашата редакција, беше Глас од татковината. Добро, не е битно. Сакам да ја поздравам. Мене Левковска ми е презимето од сопругот. Инаку Моминско ми е Арсовска. Добро. Средби кој ќе се одржа сега? Слушам нешто за Велес нешто. Да, средбата секогаш се одржува после 2 август, тој петок. Значи, оваа година 2 август е во петок, така да средбата најверојатно ќе се одржи на 9. Се уште не сме го... Конечно не знаеме на кој датум ќе биде, ама мислам дека ќе биде на 9, така да ќе бидете известени точно каде ќе биде во Велес, во кој хотел и на која дата. Сега со кого имам чест да разговарам? Со Даниела, но е до мене и колешката Валентина. Двете сме во моментов. Дали Драги уште работи кај вас? Драге Сталевски? Да. Тука е колегата. Од ја бев заедно у земјоделската редакција. А вие како... вие како... Лазарсовски. Дали Драги уште работи? Да, вчера беше на програма дежурен за празникот Свети Кирил и Методи. Да. Можеме да го поздравиме во ваше име. Може. Имате ли некој поздрав до нашите слушатели и нешто што би сакале? Не, највеќе сакам... како наш поранешен колега. Највеќе сакам да ги поздравам, да ве поздравам вас за редакцијата, посебно е Драги Сталевски.
Ке го поздравиме колегата и оваа година колегата заминува во пензија. Тоа е Марко Карсовски, он беше колега. Така и Марко, поздрав. Огне Герасимовски, он мислам дека во пензија. Сите се тие. Марко Карсовски и тој е за пензија. Да, и Марко е веќе во пензија едно 10 години. Да. И тој работеше во оваа редакција. Точно. И сакам многу да ја поздравам Катерина Цветановска, она ја знам од Бранимо, мада со неја што работевме. Поздрав и од нас до колешката Катерина Цветановска, која што веќе една година е во пензија. И си бисер балкански, сплоти пирин егеј си, со бистри води вардарски. Еј, Македонијо, ти си бисер балкански, сплоти пирин егеј си, со бистри води вардарски. Бисер балкански. Добро утро, повелете, во програма сте, кој ни се јавува? Добро утро, овде сам возецот од Еврошпет Маријан. Повеле Маријан, вие бевте од Кавадарци? Да, од Кавадарци. Во моментот еве ја возиме Словенија. Да ги поздравам сите радиопријатели, вас во студиото. Благодарам. И сите колеги, поготово колегите од Еврошпет. Поздрав и од нас до нив. Благодарам многу. Ако може, удри дајре до садајре. Ке ја пуштиме. Ама чист, велики тешки порти ќе ми отвориш. Со оваа песна ја поздравуваме Слободанка од Неготино, па очекуваме да ни се јави. Наши верни кумови, отвори ми, снага стопли ми, ракија и вино мила на доши. Отвори ми, снага стопли ми, јагне моје ме забиди ми. Добро утро, кого имаме на линија? Ова е програмата Гласот од Ковина. Кој имате бившиот соработник на Радио Скопје Лазар Арсовски. Повелете, господин Арсовски. Сакам да ги поздравам најдобрите спикерки на Македонското радио. Силвана Петровска, нашата колешка. Да, Силвана Петровска и Сузана Тодоровска. И Сузана Тодоровска. Ви благодарим, нека ги пренесеме вашите поздрави. Che me osami, che
Ако natре ne me puštiš, ne me pribereš, srce vljubeno, izludeno, kur te ima tebe neće prestane, srce vljubeno, izludeno, kur te ima neće prestane. Taj ponosa moji drugari, tije će vidat naši verni kumovi. Otvori mi, snaga stopli mi, rakija i vino mila na doši. Otvori mi, snaga stopli mi, jagne moje mese vidi mi. Добро утро, повелете во програмата. Ало, добро утро. Добро утро, повелете, кој ни се јавува? Лопче Попова од во друштво со Кирче и Снеже, Тоше Повелете. и Македонското радио, гласот од ковината. Со нас. Поздрав до вас, вашата екипа. Благодарам и до вас. Благодариме и вие. И до вашето друштво. Благодариме, нашето расположено друштво. Па и ние сме расположени овде. Па секако. Поздрав до најмилите. Сите се мили, сите се за нас исти. Ајде да одвоиме некој. Поздрав до Руса од Штип, пред малку се јави, се слушнавме. Пријатна вечер. Поздрав и од мене до господја Руса, па нека не се јави на нас во програма. Па нека се јави, сигурно. Еве ја повикуваме. Да. Поздрав до Сена Гербер. Исто поздрав и Исто до и Сена на од нас. најубаво и пожелувам. Поздрав до Лина Сандева. Исто и до Лина. Ете, нека бидат сите поздравени. Аба Становски со Назмие, Султана, Муарем, Мустафа. Тира од Италија пред малото што се јаве, иначе таа е од Струмичко Чево. Да, знам. Така. Нека бидат поздравени сите кои се надвор од државата, во нашата држава, во Македонија. И пријатна вечер на сите, нека им биде се најубаво. Пријатна вечер и од нас до вас, а со оваа песна му го поздравуваме Маријан шоферот. Само овој Господ знае кај што ме чека.
Се што имам, се ќе дадам, мерах песна јас да слушнам. Младост моја, младост луда, само малку да те вратам. Младост моја, младост луда, само малку да те вратам. Пејте, пејте, еј меракли, нека играт срца луди. И за таа младост пуста, спомен во нас да се буди. Пејте, пејте, еј меракли, нека играт срца луди. И за таа младост пуста, спомен во нас да се буди. Пејте, пејте, еј меракли, нека играт срца луди. И за таа младост пуста, спомен во нас да се буди. Пејте, пејте, еј меракли, нека играт срца луди. И за таа младост пуста, спомен во нас да се буди. Почитувани слушатели, поминавме прекрасна вечер и мојата порака е: македонци, каде и да сте, сакајте се. И не заборавете, Македонија е секаде каде што има македонци. Каде и да сте, здрави и живи да сте и вие и вашите најмили.